Со трактори и земјоделска механизација, земјоделците од Карбинско денес го блокираа влезот на општинската зграда. Бараат подитно локалната самоуправа да изврши притисок врз државната за распределба на околу 300 хектари земјоделско земјиште. Значи, денешниот протест е ради предметното земјиште во село Таринци, кое што беше прво го поседуваше ЗИК Црвена звезда. ЗИК Црвена звезда отиде под стечај, потоа земјиштето беше доделено на поледелство. Моментално за договорот на поледелство е раскинат од Министерството за земјоделие и со записник и е одземено владението. Земјиштето е слободно, ние сега бараме да се подели на луѓето од село Таринци и од цела општина Карбинци. Земјоделците од овој крај се револтирани зашто земјиштето пред очи им се узурпира, а тие немаат од што да екзистираат. Посебно ќе кажам еве сега да не ме сванат за село Таринци. Село Таринци е едино што немаме уопште земја, за разлика од другите околните села. Ние сме оставени ептен на милост и немилост, како у градот. Ако вие у градот одете да купите 2 кила пипер, морам и јас додам, немам кај да го насадам. На ова посебно реагираат младите кои се одлучиле да живеат од обработка на земја. Да, треба да има нова распределба на земјиштето, бидејќи ние млади земјоделци работиме, залагаме се за тоа, а меѓутоа немаме земја кај да работиме. Значи земја треба да се расподеля на сите, на кој по 5 хектара, по 10 хектара да има на сите, а не некој да работи 300 хектара, а некој да нема ни еден хектар. Доколку наскоро не добијат позитивен одговор од државата, овдешните земјоделци најавуваат блокади. Преку локалната управа бараме да мислам да они јават да не приеме ништо. Во колку централната власт не прима, понатаму ние ќе го блокираме пато Штип, Кочани кај Долни Бова. Пред 10 дена земјоделците имаа состанок со градоначалникот Јордан Насев и од општината е испратено барање до надлежното министерство за распределба на земјиштето на земјоделците, но одговор оттаму се уште нема.